Денеска православната црква ги празнува преподобниот Тит Чудотворец и светите маченици Амфијан и Едесиј. Преподобниот Тит Чудотворец од млади години го возљубил Христа Господа и го намразил светот суетен. Заради тоа го оставил светот. Отишол в манастир и примил ангелски образ. Не жалејки за себе си, тој му се предал на мачниот и тесен монашки пат. Низ големата трпеливост ги стекнал двете основни добродетели – смирението и послушноста. И во овие добродетели ги надминал не само браќата, туку и сите луѓе. Чистотата на душата и телото ја сочувал уште од својата младост. Во времето на иконоборската ерес се покажал како непоколеблив столб на црквата Божја. Поради неговото големо смирение и чистота, му се подарило од Бога дарот на чудотворство и за животот и по смртта. А кога се преселил кон Господа, оставил многубројни своји ученици. Мирно се упокоил во 9 век.
Светите маченици Амфијан и Едесиј. Две момчиња, двајца родени браќа. Од градот Патара, од познати, но од родители кои не знаеле за Бога. Кога ги учеле светските науки во градот Вирита, се просветлиле некако со Духот Божи, та познавајќи ја лагата на незнабоштвото, ја надзреле вистината на христијанството. Па кога се вратиле дома, не можеле да живеат повеќе со незнабожните родители и роднини, туку тајно избегале во Кесарија Палестинска, кај презвитерот Памфил, познат по светоста и духовната ученост. Кај Памфила се поучувале на законот Божи деноноќно и ги практикувале христијанските подвизи. За Амфијана се кажува дека со телото бил 20 години стар, а со разумот и големодушноста столетен. Кога настанало гонењето во времето на Максимин, мнозина христијани избегале од градот и се скриле, додека други доброволно и радосно се преселиле во рацете на мачителите за да пострадаат за името на оној кој прво за нив пострада. Амфијан бил меѓу овие последниве. Тој дошол небојажливо во храмот, незнабожечки, каде што кнезот Урбан им принесувал жртви на идолите, па го фатил кнезот за рака, со која ја држал жртвата, и му викнал да се откаже од служењето на жртвопринесувањето на мртвите идоли и да го познае вистинскиот Бог. Некои што ги слушале овие зборови ја виделе толкавата храброст на Амфијан, се покајале и ја примиле верата Христова. Но кнезот разлутен го фрлил Амфијана на маки. Помеѓу останатите маки му ги завиткале нозете со памук, па ги запалиле. Но кога останал жив, го фрлиле в море со камен на вратот, но морето се разбранило и го изфрлило телото на маченикот во градот. Едесиј најпрвим бил испратен во бакарните рудници во Палестина. Потоа бил одведен во Египет. Во Александрија се исполнил со света ревност против некој кнез Ероклеј, кој на плоштадот ги собрал христијанските монахињи, девојки и чесни жени и ги раздавал на најбесрамните развратници на ругање. Едесиј се исполнил со света ревност и му удрил шлаканица на безчесниот кнез. Поради тоа бил мачен и во морето потопен, како и брат му Амфијан. Како две невини јагниња се жртвувале за Христа околу 306 година и се преселиле во прекрасните дворови Господови. Thank